Граѓаните од вчера, 17 декември, имаат можност да поднесат барање за промена или корекција на контакт податоците што ги доставиле при регистрација на своите возила, информираат од Министерството за внатрешни работи. За таа цел во одделот за граѓански работи во зградата на МТВ во Скопје отворен е посебен шалтер кој ќе работи секој работен ден од 8 до 17 часот. Барањата се однесуваат на случаи кога има настаната промена на контакт податоците или кога граѓаните добиле известување со неточни информации. Истата постапка ќе може да се изврши во станиците за технички преглед на возила низ државата, каде што е распореден деташиран референт на МВР. Дополнително, граѓаните ќе може да доставуваат и писмени забелешки, прашања или пријави за евентуални проблеми поврзани со функционирањето и примената на системот Безбеден град и по електронска пошта. Од МВР посочуваат дека сите доставени забелешки ќе бидат евидентирани и разгледани согласно утврдените процедури, со цел унапредување на системот и поефикасна комуникација со граѓаните. По завршувањето на седницата на Централниот одбор на СДСМ, на која беше избрано новото раководство на партијата, лидерот на партијата Венко Филипче го представи новото партиско раководство. Нови партиски потпредседатели се доктор Александар Трајановски и претеничката Јована Тринчевска. Александар Димитриевиќ останува генерален секретар, Љупчо Фармаковски повторно е избран за организацијски секретар. Меѓу избраните членови во извршниот одбор си Андреј Жерновски, Симона Цветановски, Рената Младеновска, Дејан Николовски, Јован Фрчковски, Наташа Поповска и Петар Огњеновиќ. Советот на СДСМ ќе го раководи Ана Чупеска, досегашна потпредседателка на партијата, која по локалните избори поднесе оставка од функцијата. Членови на извршниот одбор се луѓе кои што се еден дел искусни, еден дел млади. Искусните ќе го пренесат своето знаење и искуство на помладите, оцени Венко Филипче. Портпаролот на Крем Дмитри Песков изјави дека Русија не сака привремено примирие, што би дало пауза на Украина за да ја продолжи војната, туку целосен мир. Ние сакаме мир, не сакаме примирие за да ја дадеме пауза на Украина и да ја подготвиме за продолжување на војната, изјави Песков пред новинарите, коментирајќи го предлогот на Киев за божично примирие. Песков додаде дека Москва ќе учествува во разговорите само ако постои искрена желба за постигнување траен договор. Доколку украинците го заменат постигнувањето договор со краткорочни неодржливи решенија, малку е веројатно дека ќе бидеме подготвени да учествуваме, рече тој. Според него, руската позиција е јасна, конзистентна и добро позната на Соединетите Американски држави и Украина. Сакаме да ја запреме оваа војна и да ги постигнеме нашите цели, да обезбедиме мир во Европа за иднината, додаде Песков. Воено разурнатиот Судан, зафатен од најлошата бегалска криза во светот, повторно е на врвот на листата на земји кои се изложени на ризик од понатамошно влошување на хуманитарната ситуација во 2026 година, објави Меѓународниот комитет за спасување. Рангирањето на комитетот вклучува 20 земји кои се изложени на најголем ризик во 2026 година. Судан е на првото место, трета година поред. На второ место се појасот Газа и Западен брег, на трето Јужен Судан. Како што наведе комитетот, граѓанската војна во Судан, која избувна во април 2023 година, не покажува знаци на смирување. Цели градови се под опсада поради што е невозможна достава на хуманитарна помош. Секое понатамошно ескалирање на борбите меѓу паравојните сили за брза подршка и суданската армија ризикува ширење на насилството во други делови од Судан. Во извештајот на комитетот, насловен Нов светски беспоредок, се истакнува и оти милиони луѓе во Судан се жртви на насилство, глад и болести. Овогодишниот список е доказ за човечкото страдање, но и предупредување. Безитна реакција и акција од оние кои имаат моќ да ги променат работите. 2026 година би можела да стане најопасната година досега. Обединетите нации конфликтот во Судан го опишуваат како најголема хуманитарна криза во светот. Околу 12 милиони луѓе се принудени да ги напуштат своите домови поради борбите. Еден од двајца жители е изложен на ризикот неукранетост.
Времето денеска сончево со умерена облачност. Во утринските часови наместа ќе има појава на магла. Ке дува слаб променлив ветер. Во Скопје предпладне во делови од котлината со појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде променливо облачно и претежно тивко. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека до крајот на седмицата ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност.